Над 50 на компании и сите факултети при Штипскиот универзитет на кариерен ден ги представија своите програми пред идните и сегашни студенти. Меѓу нив е и средношколката Елена Николова од Струмица, која вели дека ваквите настани им помагаат полесно да го изберат идниот професионален пат. Сме заинтересирани да видиме што нуди Штипскиот факултет за медицината, за денталната медицина и сакаме да видиме што ни се можности овде. Без стручен и добро квалификуван кадар нема одржлива економија. Поврзувањето на образованието со реалниот сектор е клучно за создавање подготвен и конкурентен кадар на пазарот на труд. Само поврзувањето со реалниот сектор, со институциите и со компаниите е можност да тоа што го научат на универзитетот не остане на хартија, туку да се реализира и тие да бидат навистина идни креатори на една успешна, здрава средина и да живеат во нашава држава. Од Стопанската комора посочуваат дека недостигот на квалификувана работна сила се повеќе станува сериозен предизвик за пазарот. Недостигот на високо квалификувана работна сила се повеќе ќе станува хроничен проблем, а спојувањето на практиката и науката уште од самиот почеток на профилирањето на кадрите и како може да придонесе да имаме лесно вработливи и препознаени кадри на пазарот. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов посочи дека недостигот на квалификуван кадар веќе се одразува во стопанството, особено кај инженерските профили. Трудоинтензивната дејност е дејност која што го намалува интензитетот на работа, не само заради намалувањето на профитот, туку и заради се помалиот број на работоспособна, односно заинтересирана работна сила во овој сектор. Отворениот кариерен ден на УГД со поддршка на општината и Стопанската комора се одржува веќе втора година поред.